Само близко бе. Силата и убавината се одлика на младоста, додека широчината и мудроста на зрелоста, рекол Демокрит. Добра ви вечер. Ние вечерва ги имаме сите заедно. Сила и убавина, широчина и мудрост, а имаме и желба заедно да уживаме во овој сплет на благодети. Традицијата да се избира жетварска убавица во екот на Оризовата жетва, Општина Кочани ја реализира по 23 пат, не заборавајќи ги при тоа сите останати содржани во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот Ориз. Овој уметнички перформанс е само вовед во она што допрева следува и почеток, односно отварање на големата културно-стопанска меѓународна манифестација. Изборот на жетварска убавица е само повод да ја видиме кочанската девојка, на моменти жетварка, на моменти весела тинеџерка, на моменти лична кочанска убавица, на моменти недостижна кралица, во секој случај носителка на збори мисла, рожба, девојка, жена, мајка, дарителка на поколенија, така благословена од Бога, дарувана да биде силна, цврста, одлучна и покрај се убава. Кочанските денови
се сите убави. Затоа вечерва меѓу 14 убави ќе ја избереме највештата, најпрефинетата, онаа која ќе умее да се справи подеднакво и со српот и со насмевката. Но да не должиме многу. Овој амбиент од убавина и традиција никако не може да помине без музика. А за убавата музика вечерва ќе се погрижат нашите вечерашни гости, Народен оркестар од Штип при ДМУЦ Сергеј Михајлов во класата на Илија Ќосевски заедно со Макам Истанбул од Турција, кои веќе го пронашле својот склоп и спој на турската и македонскиот мелост, топлината и длабочината на истиот, а сега само ќе ни го предочат. На сцената вечерва ги имаме и членовите на изворниот оркестар при фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов во Кочани во улога на подржувачи. И да не должиме многу, да започнеме веднаш. Реден број 1. Ивана Демирџиева. Ивана Демирџиева има 17 години. Учи во средното медицинско училиште Јане Сандански Штип, одсек медицинска сестра. Добро вечер, Ивана. Добро вечер. Зошто токму медицинска сестра? Бидејќи сакам да ја помогам на луѓето и да бидам хумана. А освен медицината постои ли уште нешто што ти исполнува? Да, ми исполнува кошарката, ролерите, возам ролери, спортувам, понекогаш мислам модам на танци народни ора и понекогаш сукам, везам, плетам, но најдобро од се везам оро. Добро, ти благодарам. Реден број 1, Ивана Демирџиева. Реден број 2, Мартина Пецова. Мартина Пецова има 17 години, учи во СОУ Гошо Викентиев, трета година и струка телекомуникации. Мартина вели дека после завршувањето на средното образование нема да сопре со своите амбиции, туку сака да продолжи со што? Добро вечер на сите. Значи, јас планирам после завршувањето на средно образование факултет безбедност, криминалистика. Во слободно време ми исполнува и седењето на пред компјутер, читање книги и спорт. Обиден спорт ми е ракомет и тоа. Добро, ти благодарам. Реден број 2, Мартина Пецова. Реден број 3, Милена Давидкова. Милена Давидкова има 16 години, ученик е во втора година во СОУ Лјупчо Сантов. Го сака модерниот танц, бидејќи тоа буди големи чувства во неа. Ја прави среќна, весела и радосна. Добра ти вечер. Добро вечер. Како се чувствуваш ти кога си на сцената и кога ги играш танците или орат? Се чувствувам одлично и среќна сум што учествувам во манифестацијата Дејан Великочанскиот Орис. Ти благодарам. Извини, а што друго те исполни? Па сакам да глумам, тоа ме прави многу возбудлива и се чувствувам сигурно и помоќно. Исто така ме прави комплетиране и се чувствувам подобро. Добро, ти благодарам. Реден број 3, Милена Давидкова. Реден број 4, Мартина Левкова. Марина, се извинувам. Марина Левкова е девојка на 17 години која учи и живее за музиката. Учи во ДМУЦ Сергеј Михајлов во Штип. За себе би кажала дека е една лесно прилагодлива личност. Зошто мислиш така? Затоа што умеам да се прилагодам на секаков човечки карактер, а музиката ми го овозможува тоа. Умеам да свирам на клавир и да пеам. Затоа што музиката ми исполнува, јас голем дел од моето време го користам за слушање музика. Сакаш да внимаваш на својот изглед, односно на својата облика, зошто? Затоа што мислам дека луѓето на прв поглед не го забележуваат твојот карактер. Добро, ти благодарам. Реден број 4, Марина Левкова.
Реден број 5. Виолета Димитрова. Виолета Димитрова има 16 години, втора година е во СОУ Љупчо Сантов, економски техничар. Виолета, добро вечер. Што сакаш ти да правиш кога не си на училиште? Добро вечер. Сакам да читам книги, да слушам музика, да пеам, да се дружам со пријателите. И секако овде каратето како спорт, го сакам бидејќи ми дава сила и ме исполнува. Добро, ти благодарам. Реден број 5. Виолета Димитрова. Реден број 6. Ана Донева. Ана Донева има 16 години, учи во СОУ Гошо Викентиев. Сака да стане манекенка ако и се пружи шанса. Овој е прв пат на ваков избор, па се надевам дека ќе ги отвори вратите за манекенството. А вели дека кога ќе порасне уште малку, сака да биде што, Ана? Сакам да бидам полицајка, да се запишам на факултет безбедност. Обожавам да седам пред компјутер, да слушам музика, да возам велосипед. Исто така, омилен спорт ми е тенисот, бидејќи го сметам за најдобар. Добро, ти благодарам. Реден број 6. Ана Донева. Реден број 7. Бојана Китанова. Бојана Китанова има 16 години, учи во СОУ Гошо Викентиев. Кога некој ќе ги напомене епитетите и наетлива, горда, борбена, забавна, храбра, тешко покорлива и што е најважно нарцис, таа крева два прста и со блага насмевка назначува дека се препознала. Убави епитети, Бојана, но сигурно има уште нешто што те исполнува и што те прави целосна, а тоа е? А тоа е читањето книги, пишувањето состави. Имам и своја книга, која за жал се уште не допрела до раците на читателите. Исто така се занимавам и со актерството, бидејќи ми дава можност да застанам пред илјадници луѓе и покажувајќи ги своите способности да се изборам за нивниот аплауз. Знам дека актерството спаѓа во, да речеме така, адреналинските работи, а разбрав дека и нешто друго сакаш од таквите адреналински работи, а тоа се? Тоа се оружјето, јавањето коњи, тетоважите и брзото возење. Добро, ти благодарам, Бојана. Реден број 7. Бојана Китанова. Реден број 8. Јулија Крстева. Јулија Крстева има 16 години и сега е ученик во 3-та година во Ванчо Прекевиница. Најголем дел од своето време го поминува во читање книги, спортување, патување и посетување на колку што е можно повеќе места. И секако неизбежно е пиењето кафе со другарките. А љубител е на што, Јулија? На јазиците. Сметам дека секој човек е побогат кога знае повеќе јазици. И исто така сметам дека патувањето представува добар начин на запознавање нови култури, нови традиции и секако јас обожувам да ја представам нашата култура и традиција преку традиционалните ора и танци кои што веќе подолго време ги играм. Добро, патувањето и јазиците се склоп на тоа што сакаш да бидеш? А тоа е стюардеса. Ти благодарам. Реден број 8. Јулија Крстева. Реден број 9. Павлина Манева. Павлина Манева има 17 години, учи во СОУ Ванчо Прекевиница, 3-та година, текстилна струка и понатамошното образование планира да го продолжи во тој одел. За изборот на жетварска убавица смета дека е пред се добра забава, дружење и секако запознавање на нови пријателки, а се занимава со... Во слободно време се занимавам со цртање на дизајн на облека, обожавам дружба со пријатели, добра музика, патување и пред се обожавам одење на играорна во ФАЛ Љупчо Сантов Оризар. Ти благодарам.
Реден број 9, Павлина Манева. Реден број 10, Мартина Павловска. Мартина Павловска има 17 години, учи во СОУ Гошо Викентиев и е 4-та година. За себе вели дека е доста амбициозна и креативна личност. А Мартина обожава да играм ракомет, да патувам и да читам книги. А посебно задоволство ми прави кога сум со семејството, бидејќи тие ми даваат поддршка и морална сила. Ти благодарам. Реден број 10, Мартина Павловска. Реден број 11, Тамара Малчевска. Тамара Малчевска учи во СОУ Гошо Викентиев, има 16 години, сака во удобна позиција да седи и да гледа филмови, а најмногу љубовните комедии. Тамара, добро вечер, има ли уште нешто што сакаш? Добро вечер. Ме исполнува патувањето и тетоважите и Добро, ти благодарам. Реден број 11, Тамара Малчевска. Реден број 12, Габриела Јорданова. Габриела Јорданова има 17 години, учи во СОУ Гошо Викентиев, сака да пее и да се дружи со пријателите. Добро вечер, Габриела. Што ќе ни кажеш накратко за себе? Една амбициозна кошаркарка. Ме исполнува во слушањето музика, читањето модни списанија, возењето роли, тоа е тоа. Разбрав дека сакаш некого да запознаеш? Сакам да ја запознам Лана Дел Рей, тоа е мојата најголема желба, бидејќи таа е мојот идол. Добро, ти благодарам. Реден број 12, Габриела Јорданова. Реден број 13, Ана Милутиновиќ. Ана Милутиновиќ има 17 години, учи во СОУ Гошо Викентиев, електротехничар за електроника и телекомуникации. А кога не си на училиште, Ана, кога не се занимаваш со електроника, со што се занимаваш? Слушам музика, трчам, играм пинг-понг, сето тоа го правам бидејќи ми исполнува и ми дава самодоверба. Се чувствувам многу мирно кога сум во природа и имам голема желба да играм танц, најмногу валцер и народни ор. Ти благодарам. Реден број 13, Ана Милутиновиќ. Реден број 14, Симона Ѓоргиева. Симона Ѓоргиева има 18 години, родена е во Струга, а живее во Кочани. Учи во СОУ Јане Сандански. 4-та година е забен техничар. Се надева дека еден ден ќе биде еден од најдобрите стоматолози. Сака кога поголемиот дел од времето ќе го помине со пријателите. А верува во што? Верувам дека добри пријатели, добри книги и заспана совест се идеалниот живот. Може би понекогаш сум нетрпелива, несигурна и правам грешки, но ако не можеш да се справиш со мене во лошо, не ме заслужуваш никога ќе бидам најдобра. И верувам дека девојка со искрена насмевка е најубава, без разлика како е облечена. Ти благодарам, убаво кажано. Реден број 14, Симона Ѓоргиева. Почитувани, ова беше првиот круг на представување на девојките кандидатки за овогодинешната жетварска убавица. Сега ќе ви остава малку простор да ги соберете вашите први впечатоци со музика. Вечерва имаме гости од Турција, Макам
Истанбул, кои заедно со нивните пријатели Народниот оркестар при ДМУЦ Сергеј Михајлов од Штип ќе ви засвират. Ние се враќаме за кратко за следниот круг со дефилирање на кандидатките. Уживајте во убавите звуци. Sobre
Kazmayı alacağım da tarlayı kazacağım. Kazmayı alacağım da tarlayı kazacağım. Yarın peştemaline de adımı yazacağım. Yarın peştemaline de adımı yazacağım. Oy nani 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 yandım bir sevdan beni. Öyle bir ateş düştü de söndürmez yaylar beni. Oy nani 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 yandım bir sevdan beni. Öyle bir ateş düştü de söndürmez çaylar beni.
Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda, elinde bir deste gül var, hasret koynunda. Elinde bir deste gül var, hasret koynunda. Doğru söyle göçmen kızı, annen var mıdır? Ne annem var ne babam var, kalmışam öksüz. Ne annem var ne babam var, kalmışam öksüz. Sen bir öksüz ben bir garip, ağlayım seni. Ağlayım da gurbet ele salayım seni. Ağlayım da gurbet ele salayım seni. Telgrafın tellerinden haber var mıdır? Ne haber var ne mektuplar, kalmışam öksüz. Ne haber var ne mektuplar, kalmışam öksüz. Doğru söyle göçmen kızım, annen var mıdır? Ne annem var ne babam var, kalmışam öksüz. Ne annem var ne babam var, kalmışam öksüz. Sen bir öksüz ben bir garip, ağlayım seni. Ağlayım da gurbet ele salayım seni. Ağlayım da gurbet ele salayım seni.
Помага ми најде. Да ги испратиме со аплауз нашите гости. А вие секако со нетрпение го очекувате и второто дефилирање, за да можете уште еднаш да ги погледнете девојките и секако да го задржите вашето убедување за својата фаворитка. Да не должиме многу да продолжиме. Реден број 1. Ивана Демирџиева, 17 години. За да го видам, за да му кажам збогум. Дури до морето се истрачав, но солзи грлото ми го наполнија и ништо не му кажав. Реден број 1, Ивана Демирџиева. Реден број 2, Мартина Пецова, 17 години. Во гората кукавица кука како девојка измамена и нејзината судба е како мојата да плаче во ноќта осамена. Реден број 2, Мартина Пецова. Реден број 3, Милена Давидкова, 16 години. Далечни патишта кон градот роден каде сте? Љубена моја далечна, каде си ти? Секоја вечер уште ти се колнам во љубов и верност, но дури ни насон не ми дојде ти. Реден број 3, Милена Давидкова. Реден број 4, Марина Левкова, 17 години. Ох, како да го запрам оној што сака да ме напушти. Цветови од вишните исторете се по земјата, да не го најде патот мојот мил. Реден број 4, Марина Левкова. Реден број 5, Виолета Димитрова, 16 години. Девојката што јас ја љубам, на друг го дала своето срце. Јас вишна имам во дворот свој, кај мене расте, а цвети гранки кон соседот подала без збор. Реден број 5, Виолета Димитрова. Реден број 6, Ана Донева, 16 години. Да знаев каде лежи тој пат по кој избега од мене. Одна пред прегради до небото ке кренев, за да те задржа, мили. Реден број 6, Ана Донева. Реден број 7, Бојана Китанова, 16 години. Не, тој не ќе дојде веќе. Со така гледам долж белиот пат. Но глеј, пајачето повлече нишко од мојот ракав и рече: не губи надеж, почекај. Реден број 7, Бојана Китанова. Реден број 8, Јулија Крстева, 16 години. Тажни се твоите проникливи очи, ми ја испитуваат душата исто како кога месечината би сакала да се нурне во морето. Си го разголив животот пред твоите очи од крај до крај и ништо не сокрив, ниту задржав.
затоа не ме познаваш. Реден број 8, Јулија Крстева. Реден број 9, Павлина Манева, 17 години. Гавран кон месечината заграка, јас помислив ноќта веќе помина. И пред време мојот мил го испратив, а сега седам и плачам во ноќта осамена. Реден број 9, Павлина Манева. Реден број 10, Мартина Павловска, 17 години. Далеко од очите твои, сама во ноќта се вцерам жедно во небото звездено, разискрено горе. Ох, да можеше месечината огледало да се стори. Реден број 10, Мартина Павловска. Реден број 11, Тамара Малчевска, 16 години. Твоето семе ќе живее во моето срце и пупките на твоето утре ќе расцутат во моето срце и твојот мирис ќе биде мој здив и заедно ќе се радуваме на сите годишни времиња. Реден број 11, Тамара Малчевска. Реден број 12, Габриела Јорданова, 17 години. Не оди си, мила безбогум. Целата ноќ ја пробдеав и моите очи стежнаа од сон. Се плашам дека ако заспиам ќе те изгубам. Не оди си, мила безбогум. Да можам со нешто да ти ги врзам нозете за моето срце, да ги окувам за моите гради. Не оди си, мила безбогум. Реден број 12, Габриела Јорданова. Реден број 13, Ана Милутиновик, 17 години. Се она што го сакаш ти, и јас го сакам исто. Се она што го правиш ти, и јас го правам исто. Во навик, вкус, во се те личам. А ти ме прашаш уште, те љубам ли или не? Реден број 13, Ана Милутиновик. Реден број 14, Симона Ѓоргиева, 18 години. Крени ме да дзирнам за дридот. Може би ќе го стасам времето на половина пат и ќе го вратам. Времето меѓу две растења и едно старење. Може би ќе можам нешто да му порачам, да му побарам или позајмам нешто. Реден број 14, Симона Ѓоргиева. Мили мои, завршивме и со вториот круг. Сега повторно ќе ве оставам со звуците на нашите гости, а на нашите кандидатки би оставиле малку простор за да може да се пресоблечат во народна носија за третиот круг. Секако овде и најбитниот простор на кој им го дозволуваме е на нашето жири: Весна Величкова, козметичар, Ненад Василев, моден дизајнер, Лјупка Гицова Коцева, општина Кочани, Петар Иванов, фотограф и Јордан Манов, музичар. Ки оставиме простор за да одлучат вечерва која девојка ќе ја понеси титулата Жетварска убавица за 2014. Уживајте во убавите звуци.
gidip de dönmene. Gidene bak gidene, gidip de dönmene. Nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene, sana yandım Güldani. Nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene, sana yandım Güldani. Ay doğar ayazlanır, gün doğar beyazlanır. Ay doğar ayazlanır, gün doğar beyazlanır. Benim nazlı sevdiğim geldiğince azlanır, sana yandım benim nazlı sevdiğim geldiğince nazlanır, sana yandım Güldani. Yo
Çıksam Ormeli'nin düzüne, alsam Safiye'mi dizime. Çıksam Ormeli'nin düzüne, alsam Safiye'mi dizime. Safiyem kınalar yakmış, on parmağı elime. Safiyem kınalar yakmış, on parmağı elime. Ar gelir Osman Aga, ar gelir, Safiye'me gar yola dar gelir. Ar gelir Osman Aga, ar gelir, Safiye'me gar yola dar. Hey! Osman Aga, Osman Aga bak bana, neler söyleyeceğim sana. Osman Aga, Osman Aga bak bana, neler söyleyeceğim sana. Safiye de kızını ver bana, damat olayım sana. Safiye de kızını ver bana, damat olayım sana. Ar gelir Osman Aga, ar gelir, Safiye'me gar yola dar gelir. Ar gelir Osman Aga, ar gelir, Safiye'me gar yola dar gelir. Ar gelir Osman Aga, ar gelir, Safiye'me gar yola dar gelir. Ar gelir Osman Aga, ar gelir, Safiye'me gar yola dar gelir. Sevdiğim iki gözüm ellerde yar oldu babuba. Kara tren aramıza kara duman etti de, göz göre göre yazık eyvah. Kara tren aramıza kara duman etti de, göz göre göre yazık. Hey! Buraları sevmeyeyim gönlüm orana, yanıyor tuz biber yanıyor. Deli gönül eremedi eyvah, burada ölüyor tuz biber yanıyor. Hey! Gözlerimin karesi kırmızı oldu da baba. Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de, göz göre göre yazık eyvah. Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de, göz göre göre yazık eyvah. Oraları sevemedim gönlüm orana, yanıyorum tuz biber yanıyor. Deli gönül eremedi eyvah, burada ölüyorum tuz biber yanıyor. Buraları sevemedim gönlüm orada, yanıyorum tuz biber yanıyor. Deli gönül eremedi eyvah, burada ölüyorum tuz biber yanıyor.
Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mamur. Katip benim, ben katibim, elde karışır. Katibime kollalı da gömlek ne güzel yaraşır. Devojče, ti te skoja vojče. Oj, devojče, ti te skoja vojče. Pokaži belo to lice, sakam da go vidam jas. Pokaži belo to lice, sakam da go vidam jas. More momče prebudalo, ljubav moja pančiće. More momče prebudalo, ljubav moja pančiće. Gradina trnka do pola, zarem ne si videlo. 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 Како што велат познатите изреки, секоја пупка заслужува шанса за да расцути. Која од сите овие пупки од рози кои продефилираа на сцената вечерва ќе ја добие шансата за да расцути со титулата Жетварска убавица за 2014, ќе дознаеме накратко. Секако, откако ќе ги видиме уште еднаш во народна носија. Реден број 1. Ивана Демирџиева. Девојката која исполнуваше возењето ролери, спортувањето, читањето книги, поседувањето часови по народни танци и ора. Реден број 2. Мартина Пецова. Девојката која сака да студира безбедност, криминалистика, која уште од мала ја има оваа желба и се надева дека ќе ја оствари. Хоби е читањето книги, седење пред компјутер. Омилен спорт – ракомет. Реден број 3. Милена Давидкова. Девојката која сака оро и танци, ја сака Германија, германскиот јазик и сака да студира во Германија. Реден број 4. Марина Левкова. Девојката која учи и живее за музиката, која умее да свири на клавир и да пее, чита книги и внимава на својот изглед, зашто вели дека на прв поглед човек не може да го препознае твојот карактер. Реден број 5. Виолета Димитрова. Девојката која ужива да се дружи со пријателите, да чита книги, да слуша музика, а секако пасија е каратето, зашто ја прави силна.
Реден број 6, Ана Донева. Сака да порасне уште малку за да се запише на факултет безбедност и секако да стане манекенка и се пружи шанса. Реден број 7, Бојана Китанова. Девојката која ги сака адреналинските игри, затоа сака да оди на факултет безбедност, ја сака глумата бидејќи го обожава аплаузот на публиката, и девојката која веќе има напишано свој роман за кој се надева дека набрегу ќе го видат и прочитаат многумина. Реден број 8, Јулија Крстева. Љубител на патувањето и на јазиците, па затоа има најдено склоп на овие две работи. Сака да стане стюардес. Реден број 9, Павлина Манева. Дизајнера облека, ја сака уметноста, игроорната, спортот, а за изборот на жетварска убавица смета дека е пред се начин за добра забава, дружење и запознавање на нови пријатели. Реден број 10, Мартина Павловска. Мартина ужива во кругот на своето семејство, го сака патувањето и читањето на книги. Во секој миг се труди да стане поуспешна и подобра и мисли дека доаѓа време кога младите ќе управуваат со светот. Реден број 11, Тамара Малчевска. Ја сака кошарката, сака да гледа филмови, да патува и ги сака тетоважите, но се уште нема ништо на своето тело тетоважа. Реден број 12, Габриела Јорданова. Девојка која ги сака модните списанија, кошарката која најчесто ја игра, сака да пее и да се дружи со пријателите. Реден број 13, Ана Милутиновиќ. Ја сака природата, ливадите и цвеќињата затоа што се чувствува мирно и спокојно кога е во природа, а секако го сака и пинг-понгот, орото и танцот. Реден број 14, Симона Ѓоргиева. Девојката која верува во добри пријатели, добри книги и заспана совест за идеален живот. Ова се нашите 14 убавици, ова се нашите 14 убави жетварски убавици. Еден аплауз. Драги пријатели, љубовта не дава ништо и не зема ништо освен себе си. Љубовта нема ништо, ниту таа може да се има. Зашто на љубовта и е доволна љубов. Љубовта не мечтае за ништо, освен самата да се исполне. Не случајно ви го реков ова. Има причина. Даниел Митков од Кочани мечтае за своето здравје. А јас знам колку вие во себе имате љубов и хуманост во своето срце. Па затоа, за да може да собереме на едно место и да помогнеме, во недела на оваа сцена ќе се одржи хуманитарен концерт од 20 часот, а од 21 часот во ресторанот на Брана Градче ќе се одржи аукција на уметнички слики. Се надевам дека вашето секојдневие ќе го прилагодите на овие два настани и ќе бидете присутни за да може да донираме и да помогнеме да се исполни мечтата на Даниел. Ви благодарам.
Ќе ве задржам само уште малку во неизвестност. Сакам овде да ги споменам и поздравам сите одговорни за вечерашниот настан и секако за целата манифестација која од вечерава започнува и трае до 5 октомври. Една богата програма која ги опфаќа сите ваши вкусови. Значи, ги поздравувам господинот градоначалник Радко Димитровски, најголемиот пријател и поддржувач на целата манифестација Денови на Кочанскиот ориз. Потоа, организациониот одбор: Аника Илиевска Ѓоргиева, Голобина Ѓоргиева, Владко Минов, Ванчо Теодосиев, Љупка Гицова. Да споменам дека за сценографската изработка се погрежи Венцо Димитров, за костюмографската изработка се погрежи Савица Јорданова, сценарија и кореографија Кристина Атанасова Арсова, шминка и фризура Студио Мирикл. Еден аплауз за сите овие виновници. А секако овде се и нашите пријатели, спонзори на вечерашната манифестација: Рудник Саса Македонска каменица, Шампиньони Кочани, Автоатом Кочани, Салон за мебел Јумис Кочани, Ресторан Шарена Чешма Кочани, Униконзум Кочани и Калина Доел Оризари. Заслужуваат, нели? Така е, доаѓа највозбудливиот дел. Затоа во оваа пригода би сакала да го поканам господинот градоначалник Радко Димитровски да пристапи на сцената, бидејќи тој ја има честа да ги круниса нашите први 3 избранички. Втора придружничка е Виолета Димитрова со реден број 5. Честитки за Виолета. Прва придружничка е реден број 14 Симона Ѓоргиева. Честитки Симона, а секако овде би сакала да ја поканам и минатогодишната жетврска убавица, значи Моника Митева, за да може да ја донесе круната, да ја крунисаме и жетварската убавица за оваа година. Еден аплауз за Моника. Успешна година имаше. Жетврска убавица за 2014 е реден број 8 Јулија Крстева. Така се предава круната, која е символ сега во потполно се кронисана нашата жетварска убавица Јулија Крстева. Јулија. Честитки на првата, втората придружничка, секако и жетварската убавица. Сето ова додека се случува нивното фотографирање. Драга моја публико, мислам дека не остана ништо недоречено, а ако остана нешто, повелете на сите останати манифестации во овие Кочански денови на Оризот. Мојата порака од вечерва е: размислувајте за големите нешта, а задоволствата барајте ги во малите работи. До следно видување.